Со Богородица стоиме под крстот. Светите жени и Вероника. А по него одеа многу луѓе и жени кои плачеа и ридаа за него. Но Исус, кога се заврате кон нив, им рече: Керки Јерусалимски, не плачете за мене, туку плачете за себе и за своите деца. Зашто ете, се приближуваат деновите кога ќе се рече: блазе на неплодните и на утроби што не родиле и на гради што не доеле. Тогаш ќе почнат да им велат на планините: паднете врз нас, и на ридиштата покријте не. Оти кога ова го прават со зеленото дрво, што ќе биде тогаш со сувото? Многу свети жени го следеа Исуса до Голгота, гледајќи и плачејќи. Нашиот Господ застана на својот пат кон Голгота и им зборуваше на нивните срца за вистинските ужаси што доаѓаат. Тој го прорекол злото што ќе го претрпат многумина и гревот во кој многумина ќе паднат. Смртта на Исус е болна, да, но најголемите трагедии допрва ќе дојдат кога прогонствата ќе се разгорат против верниците толку многу така што огнот ќе биде толку силен како што горат најсувите дрва. Една од светите жени, Вероника, му прииде на Исус молчејќи. Таа извади чист убрус и внимателно го избриша неговото крваво лице со него. Ова дело на љубов без спорови Исус го прими со радост. Генерациите по неја и возвратија на Вероника за ова мало дело на милосрдие со вечно благословување и почитување на нејзиното свето име. Додека нашата блажена мајка стоеше пред крстот на својот божествен син, размислуваше за средбите што овие свети жени ги имале со нејзиниот син. Била исполнета со благодарност за грижата и негата што овие жени му ја покажале на Исус и била допрена, трогната од нивните сочувствителни солзи. Но таа размислувала и за Исусовите зборови. Ќерке Јерусалимски, не плачете за мене, туку плачете за себе и за своите деца. Мајка Марија навистина ги зема при себе на срце овие зборови. Иако незиното срце беше исполнето со света тага, при распнувањето на незиниот син, нејзината најдлабока тага беше за оние кои ќе го отфрлат дарот што нејзиниот син им го принесуваше. Била многу свесна дека смртта на Исус е наменета за сите, но дека не сите ја прифаќаат благодатта што произлегува од неговата совршена жртва. Мајка Марија беше свесна за фактот дека овие свети жени и нивните деца подоцна ќе страдаат поради љубовта кон Исуса. Тие ќе бидат повикани да земат учество на неговиот крст на посилен начин, отколку што светите жени првпат направија тој петок во Јерусалим. Кога овие жени, нивните духовни наследници, почнаа да ја примаат Евхаристијата по воскресението на Исус и почнаа да стапуваат во длабоко духовно заедништво со него преку молитвата, тие не само што беа исполнети со радост, туку и беа принудени да го носат крстот како ученици. Размислете денес за една последица заради тоа што сте Исусов следбеник. Ако одлучите да го следите Исус, исто така ќе бидете повикани да учествувате во неговото страдање и смрт, за да можете да учествувате и во неговото воскресение. Дозволете вашето срце да биде исполнето со истото сочувство како овие свети жени. Насочете го тоа сочувство кон оние кои се заробени од грешен живот.
Плачете за нив. Молете се за нив. Сакајте ги. Плачете и за оние кои страдаат поради Христа. Вашите солзи нека бидат солзи на света тага, како солзите што се ронат по образите на нашата блажена мајка и на овие свети ерусалимски жени. Моја тажна мајко, ти гледаше како овие свети жени плачат заради страдањето на твојот син. Ги виде солзите што ги пролеја и сочувството што го имаа. Моли се за мене, и јас да имам свети солзи, додека ги гледам страдањата на невините и да го исполна моето срце со сочувство и грижа. Возлюбена мајко, моли се и јас да имам тажно срце за оние што живеат во грев. Твојот син умре за сите, но многумина не ја прифатија неговата милост. Мојата тага за гревот нека се претвори во солзи на благодат за другите да го запознаат Твојот син преку мене. Мој милостив Господи, дај ми да гледам на Твојата агонија и смрт како славно средство за спасение на светот. Исполни го моето срце со вистинска тага за оние кои не се отвараат за Твојата љубов. Нека таа тага стане средство за благодат и милост за оние кои имаат најголема потреба. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.